Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на Среќно семејство на Евана. Во ова издание на Среќно семејство, 3 семејства кои што се редовни плаќачи на сметките за струја ќе се надпреваруваат за 300, 500 и 1000 евра во денарска противвредност. А овие средства ќе им се исплатат на нивната сметка во рок од 60 дена од емитувањето на оваа емисија. Деталите за тоа како се стекнува правото на учество во овој квиз можете да ги погледнете на страната на Томато продукција, tomato.com.mk и Евана Македонија, evana.mk. Сега, драги гледачи, наред е да го поздравиме и нашето стручно жири, кое што ќе се грижи за регуларноста на денешното издание. Добро вечер! Многу ми се допаѓа кога имате со главата. Добро вечер. А со мене тука се и трите среќни семејства кои што ќе се надпреваруваат. На позиција број 1, семејството Димитриевиќ. Присутни се Миле, Снежана, Мартина и Тамара. И Никола беше дојден со вас, ама не го гледам сега. Каде Никола? Таму е влезе, не знам зашто. А, така, он се предомисли, некаше да влезе или не ни беше планирано? Требаше четворица, па он сакаше, али нема проблем. Ете, како вистински водител, не знам и колку луѓе треба да ми присуствуваат, нели? На позицијата за надпреварување. 4, готово. Вие се знаете подобро очигледно од мене. Да ве оставам вие да си го водите квизот, најарно би било, нели? Од каде ни доаѓате? Ние доаѓаме од Куманово. Поточно од населба Карпош, километар и пол од Куманово. Драго ми. Како е моментално во Куманово, дали е жешко времето, топло? Жешко е, жешко. Имавте проблеми по пат додека да стигнете? Малку грешуваме, не знаевме да најдеме, али дојдовме. Ама се снајде. Чим сте тука, сте добро се завршим. Колку семејството Димитриевиќ штеди електрична енергија? Па штедимо колку можеме, што е можно, имаме оние лампи што штедат. Штедли и лампи? И така, исклучуваме што можеме повеќе и така. Така, јас али кога е зима мораме да се грееме потопло, да биде и така. На струја се греете? На струја. Да. И така. Ви благодарам, многу ви посакувам многу среќа денеска во среќно семејство. Благодариме на вас. На позиција број 2, семејството Стојановиќ. 4 дами. 4 дами, Лидија, Кристина, Симона и Стефанија. Предпоставувам Симона и Стефанија се најмалите. Така? Да. Како сте вие денеска и од каде ни доаѓате? Ние доаѓаме од село Будинарци, Беровско. Беровско. Голем поздрав до беровчани и до кумановчани. Да ги поздравам. Како е во Беров? Таму климата е малце попријатна, нели? Добро е. Во Скопје кога дојдовте топлотен шок ве удрили. Топло беше многу. Така. Девојчињата, како сте вие млади дами? Добри ли сте? Да. Ќе им помогнете денеска за да освојат што повеќе пари? Да. Пазите, на вас се надеваат. Вие сте скриениот џокер. Колку семејството Стојановиќ штеди електрична енергија? Колку? Колку си потрошиме? Нема ли никој по дома што доаѓа цело време вика изгаси светло, изгаси светло, изгаси? Не. Нема? Нема. Ќе дојде времето. Оставаме на малите они да почнат така поактивно да замарат, што би се рекло, за штедење струја. Договорено, млади дами? Да? Така, јадевте ви од сабајле? Најадени стубаво? Да? Ќе ви погледам, вие немојте да се срамите, јас не се срамам со празна глава, види. Па вие ќе се срамите. На позиција број 3 семејството Ѓорѓиеви. Добро вечер. Перо, Бранка и Филип. Како сте вие и од каде доаѓате? Добри сме. Добри сте, од каде ми доаѓате? Доаѓаме од Неготино. Од Неготино. Од Еквишијата, од најпознатото место од Ираки. Така. Ракија донесовте со вас? Има се. Има се. Да. За се прослави, значи ако не дојдеме, ние ако не донесеме, како да не сме од Неготино. Така е. Да сте живи и здрави неготинчани секогаш и кавадарчани мора да признам. Доаѓате или со ракија или со винце. Иначе детето ми е од внуче од Скопје и од Неготино. Он е скриениот џокер, значи, кој што ќе ви помогне денеска да остварите што подобар резултат. Колку години имаш ти бат? 12. Како порасна волка, сега кажи ми, кој е тајната? Зашто ја на 35 години сум помало тебе. Тајната е секојдневното вежбање и истигнувањето на штиц. Така, а тренираш нешто? Со некој спорт се занимаваш со кој? Со теквондо тој е вештик. Борилачки вештик. Океј, јас ќе видам денеска фини прибран, зашто теквондо е боречка вештина која што очигледно Филип знае да ја примени. Кој ви е на вас дома омилен електричен апарат? Шпоред? Јас не употребувам многу шпоред. Така? На плин. На плин? Може би сум најштедачката тука, сите. Значи, Ѓорѓиеви штедите електрична енергија. Има многу мала сметка. Кога кажат, ќе се смеат. Нека да не правиме лиги на Аз и други. не трошам.
на печка се топлам. Так. Затоа сега си штедам за зиме да имам. Така, сега парите што ќе ги заработите, може да ги чувате за зимно време. Се жал. Имајте убав ден, ви посакувам многу среќа на сите три семејства. Драги гледачи, сега е време и да започнеме со нашата прва игра, добро познатата топка на среќа. Започнуваме. Тамара, подготвена си? Да. Се ти јасно што треба да правиш? Да. Имаш 3 шанси да оствариш што подобар резултат. Ти посакувам многу среќа, повели на твојата позиција. Пази, имаме едно правило, доколку коцките паднат од оваа страна, да знаеш дека не ги броиме. Затоа гледај кога ги мавнеш сите коцки да отидат од оваа страна, на мој знак 3, 2, 1, слободно мавај. Пави, Тамара, не би сакал да те наљутам да мавнеш по мене. Така и уште една шанса, да последната, но и доволно, нели, за да заврши. Како што треба 2, 4, 6, 9, 11, 17 е твојот резултат. Супер резултат. Оствари, можеш гордо да се вратиш на твојата позиција. А јас го очекувам представникот од семејството Стојановиќ. Мадам Лидија, подготвени? Да, подготвена Јасно сум. ти е сте? Јасно ми е. Среќата како те прати тебе во животот? Па сега ќе видим. Ке видиме се. Јас ти посакувам многу среќа, повели на твојата Фала. позиција. 3 шанси да оствариш што подобар резултат. И аплаузот стигна поддршката од сите тука присутни во студиото. Голем замав и веќе 4 коцки се најдоа на полето, на подот се извинувам. И уште една шанса за Лидија. И успеа сите коцки да ги стрелиш на време. Можеш ти да се вратиш на своето место слободно, а твојот резултат е 12, 13, 18, 19. Сега за сега најдобар резултат во оваа прва игра, но да видиме што ќе направи семејството Ѓорѓиеви. Филип се наоѓа до мене, реков дека нема многу да го закачам, зашто е таеквондо мајстор. Колку време тренира таеквондо, само не те прашав? 2 години. 2 години, машала, значи веќе знаеш што прави. Знаеш што треба тука да правиш во среќно семејство? Да, 3 шанси да оствариш што подобар резултат. Повели. На мој знак, само намести суво, 3, 2, 1. Мавај, Филип, најсилно што можеш. И како и сите досега, првите 4 коцки ги смести доле. Да видиме, и сите 6 коцки се наоѓаат онаму кај што треба. Имаме 3, 4, 100 единици. Знам дека во школа не ти е вака, дека сигурно имаш подобри оценки. Може слободно да се вратиш на своето место. 4, 7, 9 резултатот. Што значи по првата игра наречена топка на срења? Резултатот стои вака. Димитриевиќ 2 поена, Стојановиќ 3 поена и Ѓорѓиеви 1 поен. А сега, драги гледачи, е ред за втората игра наречена на слепо. Снежана и Миле на своите позиции, спремни, подготвени да започнат со втората игра наречена на слепо. За да биде све регуларно, Снежана, ќе те замолам да ги наместиш овие едночарчиња. Миле, ти не смееш да мрдаш од таа белата точка, не со нозете, телото смееш да го мрдаш. Сега, Снеже, само да проверам дали е све регуларно, морам вака малце да ги подигнам и сега може да ќе те притиснат, ама ќе издржиш во следните. 1 минута е во прашање. Сега ќе те завртам 3 пати за да не се збуниш. 1, 2 пати. заврти светло. Чекај. И ајде, ете. Убаво слајди се тука, си ја најде корпата. Миле, ти можеш да ја сугерираш. На точка дали стојам, јас не знам. На точно стоиш. Ја ќе те опоменам. Не, супер си. Супер си, само не мрде. Чекај, така. црвените беа таму. На мој знак, чекај. 3, 2, 1, може. Стартувајте. За малце, може да ти кажеш. По десно твое. Ете та, оп, добре. Се рачуна за патеја, може да сместиш и внатре. Отиде та, за жал. Сега, Мили, Снежана, одличи, иде, ајде да им дадем еден аплауз. Поддршка тука од сите во студиото. Со сега измина 15 секунди. Има уште доста. Снежа се расфрла. Лево, мало на лево. Се расфрла. Само гледај со пари да не се расфрлаш, вака и тие гајле. Така. Супер ви оди сега за сега. Одличе. Оп, за малце, добри, и онака како што уствари не ви напоменав, црвените топки носат 3 поена, жолтите носат 2 поена, а сините носат 1 поен. Така, сега за сега ја полнат мрежата или кошот Миле и Снежана со црвени и жолти топки, има и по некоја сина. Може да ги буташ, Миле, слободно. Слободно топките внатре. Добро, може и така, ако не извини што ти пут. 2, 1, и со свирежот. И последната топка, толку беше Снежа.
Може слободно да ги извадиш на очарите. Зошто? Не, нема веза, нема А, веза, ги супер, бројат Црвени, горе во добри сум. режија. Ќе зема вака само вреќата, иначе во режија видео дека имаат повеќе топки внесено, така да не се кирете. Сега го чекаме резултатот. Повелете до мене. Ајде тука ајде заедно да чекаме резултатот да видиме колку ќе биде. Дај тебе да не ти сметат мачарите. Вашиот резултат по втората одиграна игра и за во втората изнесува 27. Честитки, можете слободно да се вратите на вашето место, а јас ќе го повикам представникот од семејството Стојановиќ. Кристина и Лидија се на своите позиции, добро знаат што треба да прават. Повели Кристина, имам мало поклонче за тебе, научари за на базен, без кој што ништо не се гледа, можеш да ги намести слободно. Лидија, знаеш дека не смееш да мрдаш со нозете. Јас само да напоменам уште една. Сега ќе морам јас заради нели регуларноста да биде се онака како што треба, малку само да ти ги наместам. Знам дека е непријатно да ги носите, многу ми е добро познато. Сега ќе те завртам 3 пати, Кристинче. Се надевам дека нема никој да ми замери што го правам овака. Ајде, најди својата позиција, застани си. Опипај, види дали си на правото место. Ете, така да знаеш. Можеш да сугерираш Лидија каде да фрла слободно. Имате 60 секунди на располагање. Го чекаме бројчаникот. Ете го. 3, 2, 1. Стартувај! И сега за сега одлично иде. Првата топка заврши во мрежата. Втората до мрежата, така можете слободно да си кажувате. Лидија, кажи и слободно кај треба, дали треба посилно, поспоро, повисоко. Лидија, како ловиш? Ловец! Ајде да не турочам, нема да ви сподрам многу, ќе се повлечам понамаму, еве. Можеш да и сугерираш. Кристина, одлично ти оди сега, да пази на нозете. Застани таму статично, нозете без мрдање, е така. Мавај, Кристина! Кристина право на кемен. Да, ете така, малце поналево. А ја многу сакам паметен да се правам вака од страна. А дебидус сум за игри, врска нема. Дури стига честитки и од Атанас Ковачевски, господинот од Евана, го знаете и добро го паметите поние големи вучери кои што ги доделува на крајот од срекно семејство. Лидија, може слободно да ги бутнеш топките со рака навнатре. Имате уште 8 секунди, ете така, браво. Така, браво, супер ви оди сега за сега. Одлично, леле, нема геле. Ете, истече времето, но можеме и вака да кажеме доколку имате одличен резултат. Дај си рака, честитки. Ајде да видиме кој е вашиот. Кристина, да не си тренирала ти кошарка нешто таки работи? Не, те бива. Се гледа спортистот кој што тлее во тебе. И вашиот резултат 41. 41, браво, смашала. Останува уште да видиме каков резултат ќе остварат семејството Ѓорѓиеви. Први Филип или дедо и внук на своите места. Дедо Пело побели. Може така да те викам? Нема да ми се намести ги на очарите. Филип, ти пази само со нозете да не мрдаш. Како што ти кажав на паузата, ова е тотален опозит од твојата вештина. Таму работи со нозете, тука не смееш нозете никако да ги мрдаш. Ја ќе ти помогнам, Перо, само ова мора вака, да не ти скубам, чекај. Мораме малце нагоре, нели, за да видат. Многу коса имам. Добро. Дали се оле? Добре, сега ќе да завртам 3 пати. Еднаш, 2 пати, каже, ти би сакал сега некоја господја да беше вака да те врти. Некој од нашите водителки, Маријанчето, или некоја друга, каже, би сакал така. На мој знак има 60 секунди на располагање, ете го бречаникот, 3, 2, 1. Може, Филип, ти можеш на дедо ти слободно да му сугерираш, можеш и од земја да ги фаќаш. И ако тапне, фатија и така. Можеш, посилно. Уште, да, ете така, фаќа, браво. Ете и првата топка, и втората, и сега кога стартува веќе дедо и внучко, почна растур да прават. 40 секунди имате уште на располагање, тоа е повеќе од доволно време. Супер ви оди сега за сега. Значи на сите, малце кашно, ајде сега нема да го кажам тоа правило дека беше дозволено и така, веќе кога заборавив нели на самиот старт. Иначе по правилата како? Десно, ета. Знаете што е тоа? Боча. Не. Не Што е така, боча? гледа леко, на левата страна. Оние кугли се фрлаат. Е така. Фрлаат, по 2 кугли се фрлаат, кој прв биде до тоа топче, А, победник до и тоа, имаме да, награди да, да. зајца. Не така. Боча се вика таму, а не знам. Така, Француски затоа е што тоа, ги малош да го изместиш од поле. Опи да се вратам јас тука од Какубо. Браво, со одлично ви оди. Ајде и со свиречот. И тоа беше, тоа дојде сега да видиме вака. Кој е вашиот резултат? Супер резултат имавте. Филип, дојде ваму извини вака. Перо, дојди ти. Ајде ќе застанеме тројца јунаци сега да го дочекаме резултатот да видиме. Вашиот резултат во втората игра е
32, втор најдобар резултат, ако не се лажам. Слободно можете да се вратите на своето место. Супер, Бертен. Значи Димитриевич 27, Стојановиќ 41 и Ѓоргиеви 32 поена, што значи дека тоа ќе се одрази вака на бодовното салдо. Димитриевич 3 поени, Стојановиќ 6 поени и Ѓоргиеви 3 поени. Значи третата игра ќе одлучи кои две семејства ќе се најдат во големото финале. Затоа да започнеме со Штедиме електрична енергија. Јас сум во друштво со една прекрасна млада дама, Мартина. Мартина, ти во кој основно училиште учиш сега? Мидлена Антова. Така сакаш да ги поздравиш твоите другари, Да. другарки. Поздрав до сите. Поздрав до сите и од мене посакај ти многу среќа на Мартина, зашто сега ќе и треба. Имаш 60 секунди, 1 минута на располагање, ти изготвиш 9 светилки или пак колку можеш. Немој да се секираш, опушти се, гледам дека имаш малце трема. Ајде, еднаш вдиши со мене лабоко. Ете така. Зимај топка и на мој знак може да почуваш. 3, 2, 1. Повели Срцка. Ајде, веќе си ја врати во раце. Блиску си тука, браво, не пробај да ги фатиш топките, остави ги нека си одат тие низ студиото. Ти сконцентрирај се да изгасиш колку можеш повеќе штекери. Пополека, не брзе. Имаш 50 секунди уште на располагање. Гледај во штекерот. Кога маваш, еве јас да ти помогам. Гледај во штекерот кај што маваш, смири се и мавни само. Чанг. Мавај доле, Ете така, блиску беше. Ајде, ајде. Не е толку лесна како што изгледа кога гледате, драги гледачи, дома седнати во фотелја, кога уживате на кауч. Иначе, пиете ја првата, браво. Браво, си имам една светилка изгасната, уште 20 секунди остануваат. Еве ја и втората, браво, Срце, ајде. Ајде, уште една барем да изгасне. Ете, уште едната, браво. Имаш уште 10 секунди на располагање, тоа е доволно време за твоето раче сатарче да изгаси уште една сијалица. Пази само каде можеш да не запалиш некоја. Ајде, ете уште едната. Значи, браво, супер вечер. Можеш слободно да се вратиш на твоето место. Изгаси 1, 2, 3, 4 светилки. 4 светилки значи за семејството Димитриевич. Ги очекувам семејството Стојановиќ. Во друштво со Кристина, немажена, млада, прекрасна дама. Но жал ми е, сите мојчи кои што гледате срекно семејство сега во моментов не е заинтересирана за сериозна врска, посебно не со вас. Во моментов е заинтересирана да изгаси што повеќе светилки во нашата трета игра од квизот срекно семејство. Јасно ти е што треба да правиш, така? Имаш 60 секунди на располагање. Земи топчето, припреми се и на мој знак. 3, 2, 1. Стартуе се! Сите светилки добре запалени се, ја заборив на почетокот да проверам. Сконцентрирај се убаво, гледај штекерот во кој што сакаш и да ете го. Ете го реченијето, тоа на сите им кажам, значи тоа важи за вас последни што ќе играте. Гледате го штекерот, замислете дека е голема мета и гаѓате во него. Теоретски многу убаво звучи, ама не можам ја никако да го практикувам. Сега за сега две изгасени светилки, супер ти оди, Срце, ајде. За малци третата. Ке беше. Ти, Кристинчи, не мораш пази, не да ми паднеш тука. Посебно не во канта со топки да ми паѓаш. Имаш уште 25 секунди. Ти можеш да ти кажам прави да се олабави затоа што заедно со Лидија обезбедивте пласман во финалето. Фактички ги оставивме семејството Димитриевич и Ѓоргиеви да се борат за влезот во финале помеѓу нив. Уште 6. Сакаш мене да ме малаш? Ајде бе, што? Ајде со последната топка мене во глава. Ајде, мати што ти е гај. Честитки, супер. Може слободно, опуштено да се вратиш на место. А јас го очекувам представникот од семејството Ѓоргиеви. Јас сум во друштво со Чичко Перо, ќе те викам. Не можам Дедо Перо да ти. Чичко Перо, така. Сепак, него може на Филип Дедо. Јас сум сепак постар од него повеќе од дупло. Тродупло сум. Не тродупло, вика се. Океј, да се вратиме ние на играта. Јасно ти е, Перо, што треба да правиш. Така, земи ја топката, 60 секунди имаш на располагање на мој знак. 3, 2, 1. Стартуваме! Не сакам да ти правам да ти вршам притисок, но и самиот знаеш дека од тебе зависи дали ќе одите во финале или не. Но како и да е, тоа видите ја првата, како да го најдете Перо сега, Чичко Перо. И имаш уште уште 15 секунди, ете и втората светилка изгасена. Да видиме и третата. Рака, сатар, ајде да не турачам. Ке кутам, мудро ке молчам и ќе го дочекам крајот да видиме
како се ќе заврши. Имаш уште 30 секунди, тоа е доста време. Значи убаво гледај каде гаѓаш, да не запалиш некоја. Ете ги 4 светилки сега, за сега резултатот изедначен. И петата светилка, ако сакаш продолжи да играш, ако сакаш можеш и да застанеш. Да, и ако сакаш муабе да си правиме се. Да, не се шалам. Изигри имаш уште 5 секунди, ајде може да се случи, знаеш. Некои прават и таква грешка, ја палат. 1, 2, 3, 4, па ете тоа што ти реков, ти запали со последната топка. И сега имате ист резултат од 4 светилки. Затоа ти реков, пази кај мамаш. Пази кај мамаш, Перо. Ќе мора коцка да фрлате сега. Побели, жал ми е. Затоа реков, пази што бре. Побели една представничка, одма, Перо, дојди тука. Одма ќе ви дадам по една коцка, за да мавнеме. Чекај, сега за вас, господине. На мој знак ќе ги фрлиме наке жирито, само не мора со цела сила, нели, да не го тепаме жирито, дојдете понава. Дојди, Перо, вамо. Ете, така, ја ќе застанам помеѓу вас. Вака, и фрлајте натаму на мој знак. 3, 2, 1, фрлај. Ајде да видиме среќата, да. Среќата конќо, посака повеќе. Оп, попуште за малце. И шеска. Се гледам со Димитриевич во финалето. Ѓорѓиеви, прекрасно беше, Перо, фала ти многу. За играта може слободно да се вратиш на своето место и да почнеш полека да планираш како ќе ги потрошиш оние 300 евра. Еве го и последниот генерален пласман. Димитриевич 6 поени, Стојановиќ 7 поени и Ѓорѓиеви 5 поени. Драги мои пријатели, обично во овој дел нели ги излекуваме над преварувачите за следната емисија, но овој пат го немаме тоа затоа што станува збор за последното издание од Среќно семејство, барем кога станува збор за оној надпреварувачки карактер. Време е за големото финале и се враќаме веднаш. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Семејството Стојановиќ и Димитриевич се наоѓаат на своите позиции, подготвени да се борат за 1000 евра. Првата награда е, така што напоменав, 1000 евра, втората е 500. Како и да е, паричките во джеп во право време ќе ви дојдат, за да можете на одмор да одите. Стојановиќ, вие затоа што имавте повеќе поени по завршетокот на првите 3 игри, така е, и предност имаш како дама. На мој знак имате 3 минути на располагање, се што треба да направите да наредите 4 топки во низа, дали хоризонтално, вертикално или диагонално, тоа не ни интересира. Доколку не остварите таков резултат, ни едниот ни другиот, ни едното ни другото семејство, во тој случај броиме чија боја е позастапена. Подготвени? 3, 2, 1, повели Кристина. Или ти знаеш, ќе причекаме, окей, може веќе да слободно да маваш. Нема никаков проблем. Оп, и имаме и од страна на Димитриевич промашување. Чекај да видиме овој пат Кристина сигурна и успеа да внесе топката во третото поле. Повели Миле. Оп, не успева да и затвори. Да видиме Кристина е сега на ред. Дали ќе успее? Пресилно овој пат. Остаја топката, немој ти воопшто да замараш и сега Миле возвраќа. Да видиме на четвртото поле. Има добра позиција да почне да реди 4 топки од страна. Да видиме и еве и втората, дали на петата или на шестата, на шестото поле. Сега Кристина, убаво сконцентрирај се, ќе треба да почнеш да затвараш. Ете така и да видиме дали ќе успееш. Сепак во нагорна линија, сега Миле, имаш неколку опции каде да изиграш, но овој пат среќата не те посака. Кристина, ајде срце. И повторно, ти како да чекаш Миле да ги нареди доле, па ти над него. Повели Миле, слободно играј се. И ете во првото поле, успеа Миле да внесе својата боја. Кристинче, ајде среќо. И сега одиме нагоре. Да видиме дали Миле ќе успее да и затвори. Ја свати, ја укапира тактиката. И сега има 3 полиња Миле тука во низа, да видиме. И дали успеа Кристина? Да, леле, во последна секунда што се вика успеа да се извадиш.
И овој пат преку Смиле, овој ја те чувам друга. Тука сега мене топките јас ги собирам. Повели Христинче, има уште минута и 15. Сега Миле убаво сконцентрирано. Да видиме. И сепак до имаш Христинче сега шанса, убаво сконцентрирај се. Ајде да видиме дали ќе успеш. И ги имаме 4 топки во низ, наиме како што реков дијагонално. Кристина, честитки освоени 1000 евра со здравие да си ги трошите. Лепотици честито. Миле, одлична игра. Како почнавте на почетокот, супер на крај си извадивте, освоивте 500 евра. Да ви се множат, по нека следна прилика и 1000 евра ќе бидат. Драги мои пријатели, они додека си честитаат, јас би сакал да го повикам на сцената да дојде и оној прекрасен господин од Евана со големите ва учери, чие што име е Атанас Ковачевски. Господине Атанас Ковачевски, завршуваме уште една сезона. Така. Со тешко срце ќе се простам од тебе. Не, од сите. Вака, ама убаво. Убаво беше. Мора да признам. Да, ја морам да кажам, прво многу задоволен сум и сите во Евана сме задоволни од тоа како се одвива сите игри и како растеше квизот и како се одвиваше. И горди сме. Ај сега ти кажам зашто сме горди, придржи ова. Имаме малце статистика. Да вадиш пиштол ако Не. Ја реков нешто не Има сум сгрешил во статистика, текот веќе на оваа кажеме сезона. зашто сме горди. Ливче. Значи, стрекно семејство трае една година, еден месец, 3 сезони, има 38 емисии, 14 се хуманитарни, 24 се за корисниците. Фондот на средства, кои ги дадовме како донација, за корисниците, нашите редовни платачи на сметките за потрошена електрична енергија, 43.200 евра. Во хуманитарни цели доделивме 25.200 евра на хуманитарни организации, вкупно корисници кои учествуваат се 72 семејства, а 42 се хуманитарни организации. И она што исто е така интересен податок и голема бројка е близу 100 познати личности, звезди од нашава земја учествуваа во оваа наградна игра и се натпреваруваа во името на хуманитарните организации. Реков дека сме горди сите затоа што ова е еден навистина оригинален начин да се помогне на хуманитарните организации, да им се додела средства кои ќе им помогнат и во обстојувањето, и во работењето, и во напредувањето, а потоа тие да им помогнат на оние кои навистина им е неопходна помош. Така ќе можете гледачите на Среќно семејство во следната емисија, ако не се лажам, да ги погледнат. Не ги остава со немаш поверење. Да ги погледнат. Да ги погледнат. Привозите кои што ги стививте баш од оние за тоа како се потрошени паричните средства од страна на оние хуманитарни организации на кои што им ги дониравме. Затоа во следната емисија. А сега, Атанас, затоа што следуваат нели летните одмори. Пред да ги доделиме во учерите, јас би не однел малце на вода да се разладиме, а тоа е хидроцентралата Матка. Погледнете го прилог, точно така. Уживајте. На само 14 километри од Скопје, прекрасна убавина, свеж воздух и одлична гледка. Матка. Место каде што можете да дојдете да ги наполните своите батерии, но и местото кое што не обезбедува со светлина и енергија. Пред повеќе од 70 години, поради недостаток на електрична енергија за динамичниот развој на градот Скопје, била изградена хидроцентралата Матка покрај големата нетоверба и гласните критики од дел од експертите. На самиот старт, еден ваков генератор го снабдувал цело Скопје со електрична енергија. Стари скопјани дефинитивно знаеле како се штеди струја. Кон крајот на Втората светска војна имало обиди за нејзино рушење со бомбардирање и минирање, но тие биле неуспешни благодарение на партизаните. Хидроелектраната Матка ја издржала и поплавата во 1962 година, а нејзиниот проектант, академик Миладин Пекинар, застанал и ја бранил со зборовите: ако попушти браната, нека го однесе и тој што ја направи. Матка го издржал и земјотресот 1963 година.
Интересно е дека браната матка е една од најретките во Европа според формата од длачен вид кој е висок 23 метри. Денес матка е комплетно реновирана и осовремена. Со инвестициите во 2008 година, покрај старата хидроцентрала која што е единствена од ваков тип во светот и која што е се уште функционална, изградена новата хидроцентрала со која се обезбедува струја за 5000 срекни семејства, со што производството на електрична енергија значително се зголеми. Во оваа неопислива природа, благодарение на хидроцентралата матка, постои ова прекрасно езеро, кое преку турбините обезбедува струја која во 21 век и тоа како му го олеснува животот на човекот. Убајна! Драги мои пријатели, дојди времето кога ќе ги доделиме овие прекрасни големи ваучери кои што ги носи секогаш Атанас Ковачевски. Благодарение на Евана. На третото место семејството Ѓоргиеви ќе си одат дома за Неготино со 300 евра. Голем аплауз за нив. До Повели Перо. Честитки, одлична борба. На крајот се мал. Ја сам сум виновен за тоа. Свртете го вака само вучерот, сите да видат, сите комшии да знаат колку пари сте освоиле. Да не можеш на рад дома да си отидеш. Pero, како планирате да ги потрошите овие пари со средства? Првен одморот да го истераме, а после друго. Така го остане има нешто домашен ќе буџет кај што треба да се потроши. Јас ти благодарам многу, Перо, можеш тука слободно да застанеш кај скаличките позади, нормално свртен или на генаслав чекчето цела Македонија да ти љубомори. На второто место или дома ќе си одат со 500 евра семејството Димитриевиќ. Миле! Браво. Одлично. Честитки, Миле! 500 евра успеа да им обезбедиш на твоето семејство, твоето прекрасно семејство, посебно на твоите внуки. Кажи ми ти како планираш да ги потрошиш овие пари, поточно колку пари планираш да им дадеш на внуките сега? Ќе користиме одмор. Одмор ќе користиш? Заеднички. Одлично. И тој ќе Имате биде веќе план, пола-пола. каде би оделен одмор? Во Грчка планирам. Грчка, супер. Браво. Одлично ќе ви дојдат овие пари, јас ви посакувам Баш убав летен одмор, да уживате и со здравје да си ги трошите парите. Повелете, Миле, слободно застанете си на своето место се победничко на пиедестало. И драги гледачи, моментот што сите со нетрпение го очекувавте, кај кого отидоа 1000 евра од денешното издание на Срекно семејство. Денешните 1000 евра отидоа кај 4 прекрасни дами, кои што ги гледате на позиција број 2 и кои што го носат презимето Стојановиќ. Повелете да си ги подигнете, мадам Лиле. Честитки. Хвала. Мене овој лист повеќе не ми треба. Лиле, ајде, за многу години со здравје да си ги трошите. Како ве планот за парите сега? Кажи ми, како планирате да Во ги потрошите? шопинг. Во шопинг? Да. Сега директно тука во шопинг одите или прво ќе одморите малку? Прво ќе одморим и одим. Така е. А на одмор? И на одмор ќе одим. И на одмор, нормално. Така. Има доволно. Има доволно за се. пари. Така е. Ќе поделим. Со кого? Сите Со четири ќе ги внукот. делите? Со внуките? Да. Обавезно. Јас ќе ги прашам, за да видам дали Важи, важи му. Важи. Се шалам, ваше си. Важи. Како планирате така да си ги Ајде. потрошите? Слободно Ще видите застанете си гледаш. тука. Беди. Така. Атанас, ти благодарам и тебе, ова е како еден вид просување со оваа сезона, нели? Нормално ќе се гледаме во Ќе иднина. наградува Евана уште. Фала Богу. Како што слушнавте, драги гледачи, подгответе се за следната сезона на Срекно семејство, што значи сигурно ќе се гледаме од септември натаму, а до тогаш уживајте во летниот одмор, не заборавајте да штедите електрична енергија и мислете на мене. Чао!